Над 70 вработувања медицински персонал за само 6 години, реновирани простории, набавени нови апарати за потребите на пациентите. Ова се констатациите на заменик министерката за здравство Маја Манолева, која денеска беше во посета на Кочанската болница. По обиколката на установата, истакна дека е задоволна од промените кои се случуваат и се видливи, додавајќи дека тенденција е да се продолжи со вакво темпо на работа. На специализација во овој период се упатени вкупно 15 лекари, кои што дел од нив набрзо ќе бидат завршени и ќе може да ги даваат своите услуги на населението во Кочани. Исто така можам да констатирам дека во болницата во изминатиот период и општествено одговорни компании, но и граѓани донирале многу опрема, но и во текот на изминативе години набавена е опрема за потребите на болницата, како мобилен рентген апарат, кој што од 1 јануари треба да стапи на функција на оделението за хирургија и ортопедија, каде што ќе им биде навистина од огромна помош на колегите специјалисти во секојдневната пракса. Исто така набавено е ново 12-канално ЕКГ за итната медицинска помош, реновирани се голем дел од просториите на радиолошкото оделение, каде што е сместен во новите простории е сместен мамограф. Во наредниот период Кочанската болница со проширена дејност ќе добие за прв пат апарат за компјутерска томографија, донација од Министерството за здравство. Набавка на нов апарат најави директорката Душанка Георгиева Трпевски. Како што напомена министерката, имаме неколку нови реновирани простории, ЕКГ да не набројувам и здрави и живи тоа ќе го најавам за неколку дена. Исто така ново нешто кој што ќе биде за потребите за нашата болница, како и за потребите на пациентите. Кочани покрива голем регион. Берово, Делчева, Каменица и така натака. Покриени сме со рентген специјалисти од Штип, кои што довеѓат втора смена. Тоа веќе се знае меѓу народот дека ни помагат на нашата една докторка, со кој што истите очекуваме соработка во 2024 година. Во периодот кој следи се очекуваат голем број промени во Кочанската болница, дел од нив веќе најавени, со што се работи на подобрување на услугите кои ги добиваат граѓаните од Кочани, но и од крајниот исток.